Назад сме во отвореното студио 1, каде што се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Ако топлото време, секако летниот период ги вади сите граѓани надвор, добро е да се искористат сите оние потенцијали кои што пак нашите градови ги имаат во однос на развивањето на туризмот, а како еден активно вклучен дел од развивањето на туризмот, секако и размрдувањето на тамошните граѓани е фестивалот кој што треба да се одржи викендов When in Крушево. По тој повод наш денешен соговорник е еден од организаторите на овој фестивал, Димитар Ангелковски. Добар ден и добре дојде. Добар ден, благодарам за поканата. Така, и само пред да продолжиме со разговорот, да напоменеме дека во ово отворено студио еден како гостин ке го имаме и градоначалникот на Крушево, господинот Томе Христовски, кој што го очекуваме во секој момент да пристигне, а продолжуваме со Димитар. Ајде малку повеќе, рековме викендов се одржува, ова ви е трето издание на When in Крушево. Што се ќе содржи, како ќе биде подале? Така. Значи ова ни е трето издание на летниот фестивал When in Крушево. Ова година имавме едно експериментално зимско издание кое што ги надмина и нашите очекувања искрено. Поминавме супер, имаше доста учесници. Меѓутоа да се навратам на прашањето, ова година фестивалот When in Крушево содржи низа на активности, меѓу кои имаме петок, можам да ја кажам програмата како ни започнува, значи петок имаме пристигнување на гостите кои што се пријавуваат преку нашата страна When in Крушево на Facebook и на интернет. Има ли доста пријавени гости? Има доста пријавени, доста заинтересирани, така што очекуваме оваа година во споредба со минатата година да ги надмине пријавените и учесниците. Прошлата година имавме преку 300 пријавени учесници и над 3000 посетители на концертните вечери на градот Крушево општо земено, така што тоа беше една од рекордните бројки на сите наши изданија кои што сме ги имале до сега. Фестивалот, значи, како што кажав, вклучува музички дел кој што штом стигнат гостите во петок, најпрво го поставуваат кампот на Крушевското езеро. Имаме обезбеден камп за сите учесници на Крушевското езеро, така што после тоа започнуваат журките. Имаме забава во петок вечерта, имаме диџеи и реге групи. Веќе сабота наутро имаме спортски активности, како што е планинарска мала и голема тура, 10 и 20 километри, возење со велосипед, маунтбајк, значи 20 и 40 километри, голема и мала тура. После турите имаме обезбедено за сите учесници ручек во Адвенчер парк Бегова Корија, каде што ќе има и освежување за сите наши учесници. И после тоа продолжуваме со забава на Крушевското езеро, каде што имаме организирано кајак на Крушевското езеро, ќе имаме доста спортски активности, ќе имаме за малите деца Kids Corner, така што имаме доста активности во саботата и после пладне. Потоа веќе ни следуваат ноќните журки во сабота, како што Тој е музичкиот дел. Музичкиот дел, значи имаме два музички дела во петок и сабота вечер. Ова година имаме рок журка со The Hounds и Тодоров диџејот исто така ќе биде после тоа. Така што делот во саботата завршува со журките, а веќе на недела наутро имаме повторно нови активности, посета за сите учесници на нашите крушевски музеи, Тоше Проески, Македониум и Никола Мартиновски галеријата. Имаме летање со параглайдер. Нешто што не може да се пропушти во Крушево. Да, каде што имаме најголем интерес од сите учесници. Се лета од Мечкин камен со специјално обучени параглайдеристи од тимот на Helix, каде што се лета тандем параглайдинг. Исто така оваа година за прв пат промотивно имаме и јавање со коњи низ Крушевската природа. Тоа ќе биде тура околу час и половина низ Крушевската природа. Како што кажав, ќе имаме кајак, ќе имаме посета на музеите, ќе биде доста интересно. Димитар, ајде за да не мислат гледачите дека фестивалов е само журки и музика.
Очигледно е дека сте насочени кон екстремните, малку поекстремните спортови, велосипедизам, параглайдери. И сега оние што не слушаат, како се станува дел од овој фестивал? Дали е отворен фестивал на кој што секој може да дојде, последователно на тоа прашање ми е што ви покажува искуството од претходните години? Зашто најмногу има интерес и дали доаѓаат странци што претпоставувам дека доаѓаат? Така, значи интересот е доста голем за овој фестивал. Најнапред, значи ние четворица другари, идејата беше да направиме еден мал настан со спортски активности, да видиме каков би бил интересот општо за Крушево и крушевските убавини кои ги нуди. Меѓутоа ги надмина и нашите очекувања, бидејќи веќе првата година со скромна наша поддршка која што имавме од општина Крушево, имавме над 200 пријавени на првиот фестивал. Веќе вториот фестивал, како што кажав, го посетија преку 3000 луѓе и интересот е голем бидејќи она што Уенинг Крушево го нуди е активности за сите. Имаме, не секојдневни, значи не имаме и спортски поекстремни, затоа имаме направено мала тура која што е рекреативна, каде што можат да ја посетат и постари луѓе и помлади деца, секогаш таму се пријавуваат. Имаме за поекстремните голема планинарска тура, каде што се оди до врвот Мусица, таа е 20 км. Исто така за најекстремните имаме летање со параглайдер и јавање на коњи. Така што сите овие активности кои ги нуди нашиот фестивал, првенствено се со цел да ги промовираме убавините на Крушево, исто така да ги промовираме здравите навики на младите во Македонија, кои што можат да ги искористат преку овој фестивал. Посетеноста на странски гости, да речем, освен локалците и домашните, секако нашинците, има ли некако во текот на годините да се зголемува, да речем, водите евиденција, предпоставувам дека и што најмногу сакаат странските туристи? Интересно е што имаме константно странски посетители, некои веќе оваа година имаме неколку луѓе кои што редовно си доаѓаат од Грција, од Хрватска, имавме од Америка, од секаде посетители, така што нив најинтересно му е мирот кој што Крушево го нуди и несекојдневната природа која што има во Крушево. Така да доста интересно е тоа што прошлата година за прв пат имавме и странска група која што настапи на фестивалот. Inner Circle од Јамајка беа во Крушево и морам да признам дека интересот беше огромен. Одлично. А споменавте дека оваа година и за прв пат експериментален го нарекувавте, имало и зимски фестивал дел. Што содржеше овој, дали можеби планирате да стане пракса? Да, па нашиот план беше да видиме каков би бил интересот за зимскиот фестивал општо, бидејќи е малку потешко да се организира зимски фестивал, но сепак испадна доста успешно, бидејќи успеавме и да воспоставиме летање со параглайдер зимско, кое беше стварно доста интересно искуство за многу учесници. Имавме журки во локалните кафичи, бидејќи беше малку невозможно ради временските услови да имаме на отворено забава, како што имаме во летниот. Имавме традиционална крушевска храна, каде што ја приготвувавме во центарот на градот. Си ги имавме нормално, имавме класичната мала планинарска тура. И реално, искрено кажано, интересот беше над очекувањата. Ние очекувавме да го посетат најмногу 200 учесници, меѓутоа се пријавија над 300 учесници во зимскиот фестивал и нормално би сакале тоа да стане пракса и за наредните години, да одржуваме и зимски и летен фестивал, така што сите посетители би ги користеле и крушевските убавини во зима и во лето, кои нормално се различни. Добивате ли доволно поддршка, да речеме, од институциите, Па и приватните компании кои знаат да учествуваат во... Искрено ви кажам, малку е тешко да со добивање на поддршка на овие фестивали, бидејќи има доста настани, затоа би дал еден апел до сите приватни компании и други институции да ги поддржуваат настаните, бидејќи се со позитивна цел, промоција на нашата култура, нашите
нашите градови, на здравите навики. Ова година имаме голема поддршка од ЕУ инфоцентарот, од општина Крушево, не поддржа и НЛБ банка, Халк банка, финансиска друштво Фактор, и останати компании, така што беше доста, да кажам, од голема поддршка тоа. Добро. Така, ние ви посакуваме секако успешен фестивал и да ви се множат. Благодариме за одвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вам. Само на крај би кажал, сите заинтересирани кои што сакат да учествуваат на Уенин Крушево, остана уште малку време, можат да се пријават преку Уенин Крушево нашата страна .mk и исто така да си навадат карти преку продажната мрежа на МК Tickets онлайн или по нивните продажни центри во Македонија. Добро, Димитар, уште еднаш ви посакуваме еден успешен фестивал. Ние овде ќе направиме кратка пауза и како што Јана претходно најави, во студиото ќе ни се приклучи градоначалникот на Крушево. Во ексклузив ќе гледате. Амбасадорката на Швајцарија во Македонија Сибил Техада си призна. No, meanwhile, I'm asking for rakia. So where is the rakia when I come to a place? Because, well, this is a nice tradition. Само за женски очи. Спејко се соблече, а ние снимавме. Ексклузив. Денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Филип Достовски е најпознатиот активист за декриминализација на канабисот. Со масло од канабис се излекувал од рак. Полицијата го апсеше за дилерство, судот го гонеше кривично. Канабисот не е дрога и јас не сум дилер, туку активист кој спасил многу животи. Кој е Филип Достовски и како ги води големите битки? Неговата животна приказна на тенката линија и предизвиците со кои се соочувал, вечерва во Лица 21 часот. По подолга пауза, ексклузивно гостување на специјалната обвинителка Фатиме Фетаи во отвореното студио на 1 ТВ за бескомпромисната битка со криминалот и корупцијата, отворените судски постапки, статусот на СЈО и нејзиниот препознатлив имидж во јавноста. Има доволно материјал да се направи еден албум со сликички. Фатиме Фетаи во суд, Фатиме ташна, Фатиме во диско, Фатиме бунда. И веќе дупликат сликички почнаа да се појавуваат. Вечерва на 1 ТВ. Отворено студио со Саша Ордановски. Бидете со нас. Како што најави Јана пред кратката пауза, еве сега да повторам јас, наш гостин е градоначалникот на Крушево, Томе Христоски. Добро дојдовте. Ви благодарам на поканата. Ги поздравувам гледачите на 1 ТВ. Добре дојдовте. Национална географија, кога ќе се спомне Крушево, кога ќе се спомне Македонија во еден пейсаж на имиња како Амазон, како Оман, како Сејшелите, сеедно, тоа се прекрасни места со прекрасни фотографии. Тука некаде е и Македонија, особено со акцент на Крушево и неговите природни убавини. Како се чувствувате кога ќе го слушнете тоа? Се гордеам со Крушево, се гордеам со моите сограѓани. Продолжуваме да работиме се во интерес на моите сограѓани. Крушево му претходеше не само национална географија, а тоа му претходеше и супер бренд. Прв пат во Република Северна Македонија некоја општина добива супер бренд. Добро, сега сакам да ја прашам, откако ми кажавте како се чувствувате, што е она што придонесе за еден таков ранг на Крушево? Дали тоа е самата природна убавина на градот и околината, или тоа се макотропни сати работа? Па видете, Крушево си има свој потенцијал.
како од природен аспект, така и можеме во областа на туризмот. Меѓутоа, си има Крушево е град на историја, култура и традиција. И ние сме должни не само кон своите сограѓани, туку и Крушево да направиме дестинација, посакувана дестинација, туристичка дестинација. Работиме интензивно јас заедно со мојот тим, одиме на саеми, го промовираме Крушево секаде онаму каде што сметаме дека е тоа потребно и каде што навистина носи бенефит не само за крушевчани, туку и за нашата држава. Знаете зашто така го поставив прашањето, бидејќи има и други места во Македонија со таква природна убавина, па не добиле таков ранг, не биле истакнати. Така, во однос, господине Христовски, на ова што и претходно нашиот гостин Димитар од организацијата на фестивалот Уенин Крушево го зборуваше, развивањето секако, ставањето акцент на било каква манифестација што ќе се одржи во овој дел, колку е тоа значајно и планирате ли да давате уште поголема поддршка на вакви фестивали? Па нека не се само фестивали, целокупно земена. Да, секако овие фестивали носат голем број на туристи, а со тоа и се подобрува локалната економија на општина Крушево. И не само тоа, продолжуваме да работиме поинтензивно и понапорно, заедно со мојот тим секако, се разбира, на промоција на сите саеми онаму каде што претходно наговестив дека ќе се промовираме како општина. Затоа што Крушево заслужува да биде посакувана дестинација и Крушево може да живее од туризмот. А каква е ситуацијата сега? Дали може да се каже дека живее Крушево од туризмот? Па сметајте, овој период беше Крушево празно изминатите години. Крушево беше, морам да признам, подзаборавено малце. Меѓутоа работевме и го правиме дестинација за 4 сезони. Овој период имаме пролетен надпревар за параглайдерство, светски куп, светско првенство. Замислете еден англиски меѓународен државен надпревар се одржува токму во Крушево. Значи Крушево е препознатлива светска дестинација во моментов за параглайдерство, но работиме и на другите области и манифестации, се со цел да го промовираме Крушево. Ако ова што го споменавте, параглайдингот е една од препознатливостите на Крушево и она што дефинитивно странските гости, особено сите љубители на овој спорт го сакаат, можеби на некаков начин вие во план да се прошират овие меѓународни купови и посетата да се зголемува на учесници, секако да ги привлечеме странците? Точно така, ние во претходните години имавме неколку параглайдинг надпревари, но тоа беа локални или аматерски. Меѓутоа, со работа, со соработка секако со Светската параглайдерска федерација на светот, Крушево направивме повеќе меѓународни надпревари. Словачкото првенство, Чешкото првенство, Англиското првенство, Нордик Опен и многу други национални надпревари, така да оваа година имаме 10 надпревари кои се провлекуваат од мај до октомври. А со тоа и се размножува, односно се продолжува туристичката понуда за туристите кои не посетуваат во Крушево, а ние како општина секако сме должни да им овозможиме подобри услови и содржини како би престојувале во Крушево ден повеќе. Да се задржат. Да. Господине Христовски, ако претходно рековте дека Крушево било заборавено и било малку подиспразнето, сега веќе се враќа духот на градот. Каква е демографијата сега во моментов во Крушево? Па видете, повторно ќе кажам, во изминатите години повеќе млади генерации го напуштаа родното место, почна повеќе во поголем број да го напуштат цели фамилии, меѓутоа во овој момент мислам дека се стагнира таа работа, ни треба уште доста работа, повторно луѓето да ги задржиме, особено младите. И работиме на тој план и ќе продолжиме да инвестираме, односно да возможуваме разни содржини кои ќе го пропратуваат не само туризмот, туку и другите гранки кои кои продолжуваат да работат овие граѓани тука, особено младите. Ако не се лажам, Крушево е еден од највисоките или највисокиот град на највисока надморска височина. Каква е заинтересираноста на компаниите низ цела Македонија, па и на странските да се привлече инвестиција токму во овој град и во овој предел? Она што морам повторно да кажам, дека ние покрај туризмот работиме напоредно и на други потенцијали каде можат да пројават интерес оние кои сакаат да вложат
да сака да го прошират својот потенцијал или да вложат каде што би се продуцирале нови работни места. Во моментот работиме на проширување на индустријската зона која се наоѓа во непосредна близина на Крушево, на околу 9 километри под нашата општина секако, каде своји капацитети пројавуваат повеќе инвеститори и каде ќе се очекувам да се вработат повеќе луѓе невработени кои беа претходниот период и особено младите како би ги задржале. Интересно е што манифестацијата 10 дена Крушевска република од 2018 од минатата година беше прогласена за проект, од најдобар проект од национален интерес. Ќе биде ли така и во 2019? Да, и оваа година добивме во соработка со Министерството за култура и владата на Република Северна Македонија добивме решение каде е од национален интерес 10 дена Крушевска. Што значи тоа, господине Христовски, ајде да им доближиме на гледачите? Па видете, Крушево била прва после буржоаската република. Имав еден состанок со господинот Јазбец, амбасадор на Република Словенија, и вика, па вие вика не знаете што имате, вика. Вие после буржоаската револуција вика се случува Крушевска република. И тоа сето вика треба да се кажува, да се шири, да се промовира. Луѓето живеат во странство вика од обични приказни. Вие вика ја имате таа приказна, меѓутоа треба да се промовира сето тоа, да создаде амбиент како би дошле тие туристи, потенцијални инвеститори или слично каде што имаат интерес свој. Работите подобрени сте во делот на на промоцијата, она што претходно го споменавме со вашиот тим, секако вклучително и социјалните мрежи, активности, на некаков начин привлекување на, односно рете да се слушне низ светот за Крушево, она што го имаме, културно-историското богатство исто така да не го забораваме. За разлика од 2017 година, 2018 година имаме 70% повеќе посетеност во Крушево. Тоа резултира на тие промоции, тоа активно вклучување на промотивен материјал, одење на саеми, сите засегнати страни, еве со медиумите посебно. Многу ни значи нашата промоција за Крушево. Крушево заслужува, повторно ќе кажам, и Крушево му должиме на Крушево на некаков начин и тоа го правиме на разни начини. За разлика од 2018 година, оваа година бележиме првото тромесечие 30% повеќе посетеност. И повторно одиме активно, се вклучуваме, повторно на промоција со поддршка на вакви некои настани, Уенин Крушево, Крушево Будно, ќе кажеме Владко Стефановски го отвора 10 дена Крушевска република и така натаму. Таа е таа богата програма со многу манифестации, многу спортски настани и многу други различни содржини. Во моментов бележиме велосипедски патеки од 42 километри. Исто тоа е еден вид на промоција каде што ќе дојдат велосипедисти од Европа, од светот, ќе го најдат својот интерес. И сега ако се земе да се направи еден омаш или некаков опис на Крушево, се добива впечаток, верувам и оние кои што го посетиле досега, дека во Крушево речиси да има се. Има планина, има езеро, има природни убавини. Крушево е познато и како местото од каде што потекнува најголемата музичка звезда во Македонија, за жал, нели, почина Тоше Проески, што своевидно стана и туристичка точка во градот. Меѓутоа, вашата визија за она што му фали на градот, што е она што треба дополнително да се измисли, да се направи во Крушево, или да се оспособи, да. Крушево има потенцијал, како во туризмот, така кажавме на другите гранки, меѓутоа ние како локална самоуправа сме должни да возможиме услови, а какви се тие услови? Инфраструктурни проблеми има секоја општина. Меѓутоа, ако сакаме да развиваме туризам, мора да имаме проводни патишта, мора да имаме експресни патишта, мора да имаме водовод, канализација, не само во Крушево, и населените места тука се ја сочинуваат општината. Значи, должни сме насекаде да овозможиме еднаков третман и еднакви услови, како и рамномерен развој, како би се развивала целата општина. А тоа го работиме во моментов со изготвување на повеќе од 30 проекти, каде дел се имплементираат веќе. Еве, ние сме прва општина во нашата држава каде го имплементираме проектот од Светска банка од 500.000 евра за авантуристички туризам. Ја реконструираме спортската сала со карпа за болдеринг, со внатре содржини за разни спортови. Исто така полетувалиштето. Самото полетувалиште ќе го уредиме така да оставиме впечаток на оние параглайдеристи или спортисти или оние кои не следат да доаѓаат се во поголем број.
А во однос на инфраструктурниот дел што го најавивте? Во однос на инфраструктурниот патиштата секако е дел, важно. патиштата, заедно со владата наша, на Република Северна Македонија, ќе се реконструира патот Кривогаштани-Крушево и Крушево-Демирхисар, односно Сладуево, веќе влезен во програмата и одвоени се околу 5,5 милиони евра по мои информации и тоа ќе се имплементира некаде во септември месец оваа година. Очекуваме да се променува општината, не само во инфраструктурно, туку и оние други содржини кои претходно ги најав. Да. Добро, јас се надевам дека не се надевам, туку очекувам Крушево да го прочитам уште на некој таков светски ранг со своите, бидејќи е град кој што навистина е можеби најспецифичен во Македонија, што од својата историска гледна точка, што од својата туристичка гледна точка, што од самата позиција. Културно-историско наследство. Да, Само точно. да напоменеме дека нели споменикот МОМА беше изложен во еден од најголемите Македониумот во МОМА, еден од најатрактивните музеи сепак во Њујорк. Споменикот Македониум е светско четврто ремек дело и е изложено во Њујорк, во познатиот музеј. И не е само тоа, имаме уште 8 знаменитости во Крушево, тука е спомен куќата Плус на Тоше, Тодор Троевски, музичката звезда, каде што е претходно најпосетувана и ќе работиме повторно да го промовираме Крушево и во тој дел и така да општината ќе оди напред. Да, градоначалниче, јас моите прашања барем ги завршив. Јана, ако имаш нешто додади. Така не, моето последно прашање за крај би било освен оваа стратегија која што ни ја соопштивте, уште некои дополнителни проекти, секако фокусот на што и неколку пати во разговорот го напоменавме, важно е да се вратат младите, на кој начин би ги вратиле и секако сите поддршката на сите оние активни чинители во самото Крушево. Во моментов работиме на горната училишна зграда, која е исто така од историско значење, каде Никола Карев предавал. Обезбедивме средства преку ИПА фондовите и владата наша, околу 300.000 евра. Таа нејзината намена ќе биде да прерасне во младински културен центар, каде младите ќе допринесуваат со своји проекти, идеи, сугестии. Затоа што ние не можеме се да знаем, секој ќе си дава свој допринос, да ние сме отворени за сите. Секоја сугестија, барање, идеја се добре дојдени за општината. Има ли некои невладени организации што соработувате, да речеме, во овој однос, во промоцијата на туристичките потенцијали? Има неколку, можам да ги напомена како што е. Во глобално прашањето дали има со граѓанскиот сектор, односно дали имате слухеве како општина, да речеме, за потребите на граѓаните? Имаме одлична соработка со Крушевска жена, каде имаме неколку изложби за своји специјалитети, здрава храна, гастрономијата е тука, но да не го заборавиме и огромното гостопримство на крушевчани. Сето тоа допринесува за поголема посетеност на Крушево. Така е, во ред ви благодариме за одвоеното време и за вашето гостување. Секако еве го најавивме и настанот за викендов, така што има што да посетат нашите граѓани, додека ако се во можност, секако и странските туристи. Ви благодарам. Да, а ние почитувани со Јана го завршуваме овој дел. За кратко 10 минути ќе следи за бавниот дел на 1 ТВ, а вечерва се дружите со Сашо Ордановски овде во студиото. Од нас довидување, се гледаме во среда.